Студиите за безбедноста на еден производ ќе им бидат достапни на увид на граѓаните пред воопшто тој да биде пуштен во продажба на пазарот. Ова е клучна новина што на граѓанска иницијатива е одобрена од Европскиот парламент и Советот, со што се прави важен чекор напред кон модернизација на политиката за безбедност на храната во ЕУ. Новите правила имаат за цел да ја направат потранспарентна проценката на ризикот и да осигурат дека студиите што ги добива Европската агенција за безбедност на храна за да се одобри некој производ за пазарот се навистина сигурни, објективни и независни. А како ќе се постигне тоа? Новите европски правила наложуваат да се воспостави заеднички европски регистар за студии кои треба да ги содржат сите релевантни информации за еден производ, а со тоа ќе се оневозможи компаниите да може да сокријат некои неповолни студии за безбедноста на нивните производи ако постојат такви. Доколку постои сомневање за доказите што ги даваат компаниите, Агенцијата за безбедност на храна ќе може исто така да консултира трети лица за да утврди дали постојат други релевантни научни податоци или студии. За овој предлог на Европската комисија допрва треба да следи финалното гласање од страна на парламентот, а првиот потпредседател Франс Тимерманс и комесарот заложен за здравство и безбедност на храна Витенис Андриукитис го поздравија договорот. Го слушнавме повикот, особено изразен преку иницијативата на европски граѓани за пестициди за поголема транспарентност во рана фаза на процесот на проценка на ризикот, за студиите поднесени како дел од апликацијата за овластување на некој производ. Ќе биде зајакнато и научното тело за оценка на ризици на ЕУ, Европската агенција за безбедност на храната, со поголемо вклучување на земите членки во неговиот управен одбор. Ова покажува дека поддршката на европските граѓански иницијативи од над 1 милион граѓани може да има вистинско влијание врз политиката и законодавството на ЕУ. Сега го повикуваме Европскиот парламент и Советот за финализирање на усвојувањето на новите правила за да може да бидат воспоставени што е можно поскоро. Во насока на зголемување на транспарентноста, од годинава Европската агенција за безбедност на храната најави дека ќе ги објави во една платформа сите податоци што ги поседува за присуство на пестициди во храна, други хемиски загадувачи и адитиви, епидемии на прехранбени болести и слично. Инаку, една од главните цели на Европската комисија е да обезбеди висок степен на безбедност на храната и здравјето на животните и растенијата во рамките на ЕУ, преку кохерентни мерки во земјоделството и соодветен мониторинг, истовремено обезбедувајќи ефективен внатрешен пазар. Интегрираната европска политика за безбедност на храната вклучува различни активности, како ефикасни системи за контрола, оценување на усогласеноста со стандардите на ЕУ во безбедноста и квалитетот на храната, здравјето и исхраната на животните и здравјето на растенијата во ЕУ и во трети земји во однос на нивниот извоз на европскиот пазар. Земите што претендираат да станат дел од европското семејство, овие аспекти ги усогласуваат со европските директиви во посебно поглавје посветено на безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика.